Софрата се повегетаријанска, цените се повисоки. Месото и месните производи станаа луксуз за граѓаните. Ако порано беше месото неизоставен дел од ручекот и вечерата, сега се јаде се поретко. Граѓаните коментираат оти не може да си го дозволат зашто е се поскапо, а едва и успеваат да си ги платат сметките. Со овие плати и пензии велат не се живее. Бога ми, за месни производи малку тешко. Жебот празен. Може само полицијаите. Ние не. Што да ви кажеме, што да користиме кога го немаме, да имаме па да користиме, скапи се и затоа многу малку. Месото е многу покачено. Многу, 10% покачено е месото. Скапот е со овие пензии наши, колку ќе земеме, имаме некој динар вистина, ама ептени скапо све. Дрва купиш, струја платиш, вода и ништо не останува. Според Државниот завод за статистика, месото за една година поскапело за 7,3%. Од месарниците велат побарувачката од пандемијата навака е драстично намалена, а и за нив е неизвестно како ќе се движат цените во иднина со оглед на нестабилноста на пазарот и движењето на инфлацијата. Тоа е послабо од пред короната, навака е се послабо и послабо. Дали народов нема пари, што е работа? Не се знае, за сега не се знае. Може и да се качи, може и да падне. Според представниците на месната индустрија, пак домашниот капацитет е намален за 30%, а голем број на работници се отпуштени. Од септември се најавува уште повисока цена на месото, а представниците побараа владата да ги намали увозните царини за суровини за преработка на говедско, свинско и пилешко месо. Во спротивно велат ќе стават клучна врата, а дел од капацитетите ќе ги преместат надвор од Македонија. Свинско месо пак помалку ќе се јаде и поради намалувањето на бројот на свињи во фармите во регионот. Поради африканска чума во Србија, која е главен снабдувач за македонскиот пазар, има недостиг од свињи. Бројот на свињи е намален и во македонските фарми во изминатите 5 години. Од над 202.000 во 2017-та, во 2022 се регистрирани околу 180.000 свињи.